Поранешниот вице-премиер Артан Груби седна на обвинителна клупа во кривичниот суд во Скопје. Почна судскиот процес за предметот Државна лотарија, во кој освен Груби обвинети се уште 7 лица. Тие се товарат дека во текот на 2023 и 2024 година ги злоупотребиле своите службени должности и овластувања и предизвикале штета на АД Државна лотарија од над 507 милиони денари. Денешното подготвително рочиште беше одложено. Судиката што ќе го води процесот Билјана Шуплиновска-Јовевски образложи дека одлагањето е потребно за адвокатите на обвинетите да имаат доволно време да извршат увид во доставените докази, да се запознаат со нивната содржина, да ја подготват одбраната, но и да достават листа на докази. Судот оцени дека обвинетите и нивните бранители треба да добијат потребно време за увид во доказите и за ефективна подготовка на одбраната, имајќи го предвид и барањето на бранителот на обвинетиот Бојан Јанев за оставен рок за подготовка, поради што главната расправа се одлага. Обвинителите во овој судски процес Даниел Коцев и Александар Давчевски кажаа дека во предметот има 231 материјален и 7 вербални докази. Според нив за изведување на материјалните докази нема да биде потребен долг период. Материјалните докази со исклучок на вештиот наод и мислење би ги извеле на едно рочиште. Во однос на вербалните докази зависи од вкрстените прашања, но би завршиле за неколку дена. Груби и останатите обвинети се товарат за злоупотреба на службената положба и овластување, дело за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години. Прво обвинетиот, поранешниот директор на Државна лотарија, Пер Парим Бајрами, се уште е недостапен за органите на прогонот и се бара негов притвор по пронаоѓањето. За Артан Груби обвинителството побара продолжување на мерката куќен притвор. Груби беше уапсен во февруари годинава на граничниот премин Блаце по повеќе од 14 месеци недостапност за органите на прогонот, пошто наместо ефективен притвор му беше определен куќен притвор поради безбедносни причини. Наредното рочиште е закажано на 7 септември.